Земјоделството е еден од најранливите сектори и трпи големо влијание од климатските промени. Неопходни се иновативни решенија од млади земјоделци и студенти кои би прераснале од идеја во конкретни стартап бизниси со цел негово севкупно подобрување, порача учесниците на форумот што го организира Земјоделскиот институт од Скопје. Како што беше речено, температурата во последните 100 години се зголемила за околу 1 степен, а од 2011 до 2020 година за 1,9 степени во однос на периодот пред 1990 година. Одгледувањето храна во вакви услови е голем предизвик и закана да се намали квантитетот и квалитетот на производството. Затоа, како никогаш досега, одржливите земјоделски иновации за справување со климатските промени се повеќе од неопходни, велат експертите. Како никогаш досега, одржливите земјоделски иновации за справување со климатските промени се повеќе од неопходни. Човечкото однесување, особено нашата емисија на стакленички гасови, е главен фактор во трендот на глобалното затоплување. Различни делови од светот се затоплуваат со различни стапки, но генерално глобалната температура во последните 100 години се зголемила околу 1 степен. И повеќе фактори се во игра. Експертите се согласуваат дека порастот на глобалните температури придонесува за екстремни временски настани, што ги прават некогашните ретки појави се порутински и подеструктивни. Одгледувањето на храна во такви услови станува се поголем предизвик, заканувајќи се да го намали квалитетот и квантитетот на производството. Земјоделството е во центарот на климатската криза и поради неговата ранливост и како извор на емисија на стакленички гасови. Земјоделството сепак може да е и решение за животната средина преку враќање на јаглеродот во почвата. Почвата има значителен потенцијал за складирање на јаглеродот и за облажување на ефектите од климатските промени, што значи дека климатските паметни земјоделски практики може да бидат дел од решението. Дигиталните алатки, како дел од интегрираниот систем, веќе им помагаат на земјоделците да развиваат што е можно поефикасно и поеколошки. Според професорот Душко Мукаетов, нашата заложба е до 2030 година емисиите да се намалат за 51% споредено со 1990 година или конкретно во земјоделството за околу 29%.